Сосема кусо, ќе оставам за утре. Добро е што гледам покрај министерката, ја гледам тука и генералната секретарка, заедно со мене, зошто велам, убаво е по 20 години, како основачки на клубот на жените пратенички, да се најдете овде. Навистина е тоа посебен ден. Искуството е длабоко. Реков сосема кратко ќе кажам. Мислам дека дојде време на родово соочување. Бидејќи, да, многу закони релевантни се донесени, многу институции се формирани и треба да се формираат, меѓутоа мислам дека веќе нема време за одлагање. Зошто? Бидејќи ќе не обвинат за правен институционален илузионизам. Убаво е да се повикувате на законите, на институциите, ама реалноста е малку поинаква. Значи, немаме веќе каде да одиме. И мислам дека ќе остане забележано дека 2023 година е годината кога ни за од заложбите, ни за од законските одредби се реализирали и дека институциите навистина веќе функционираат. Кога реков сосема кусо, инспирирана бев и од информацијата и особено од последниот извештај, од извештајот прв, впрочем, на Гревио, и мислам дека е одличен оној предлог за усвојување на протокол, тоа го прават секаде, за меѓусебна соработка на надлежните субјекти, за превземање на мерки за превенција, спречување и заштита од насилство врз жените и семејно насилство. Зошто мислам дека е добро? Зошто една од првите точки на извештајот е оваа, можеби најважната. И покрај евидентните успеси во овие 20 години, во остварувањето на родовата еднаквост, далеку сме од нејзиното целосно остварување. Мора сега да се приближиме. Како? Значи со чекори што не можат да запрат. Тоа, понатаму исто од самата информација, која за среќа дојде од владата, а не беше иницирана од нас, тоа е исто добар потек, сакам да потенцирам. Се вели дека е воведено родовото одговорно буџетирање во 13 министерства и во 2 државни органи. Јас очекувам во периодот што следи да се воведе во сите министерства и во сите државни институции. Тоа ми е еден предизвик. Понатаму, разговарајќи со колешките пратенички од регионот, мислам дека онаа иницијатива за интензивирање на регионалната соработка во решавањето на прашањата за родот е многу битна. Многу сме слични, затоа понекогаш не се разбираме. Ама има и позитивни искуства. Мислам дека дури треба да формираме едно заедничко координативно тело, регионално, токму за овие прашања, зашто многу лесно ќе ги отвориме границите во овој поглед, создавајќи едно женско-женско, машко-машко, државно-државно партнерство, и мислам дека тоа може да има ефекти и врз промената на односот на Европската Унија кон Западен Балкан и кон нас. Бидејќи ако овде не покажеме можност за заедничко решавање на проблемите, повторување на добрите приказни, анулирање на лошите или борба со нив, тогаш никој нема да не почитува во ЕУ. Значи, понатаму партнерскиот однос, повторно сум од информацијата инспирирана, партнерскиот однос со цивилниот, со граѓанскиот сектор мора да продолжи. И на крајот уште една, со тоа ќе завршам, значи, се соочуваме со конфликт. Секогаш најголеми жртви од конфликтот се, за жал, жените и децата, во секој поглед. И затоа јас мислам дека треба да продолжиме со имплементацијата на резолуцијата на Обединетите нации 1325, жени, мир и безбедност. Сигурна сум дека ова што овде, за што се залагаме, ќе внесе нова енергија. И јас длабоко верувам дека
сите проблеми, дури и врзани за корупцијата и криминалот, зашто кога ве нема во политиката на клучни функции, вие не можете да посегнете по ресурсите. Значи, има тука една доза на гаранција дека промените на Западен Балкан се нераскинливо врзани за женската одлучувачка улога, за жени на високи позиции, бидејќи на тој начин во процесот на одлучување ќе се внесе ум, знаење, енергија, стално повторувам, креација, и јас очекувам утре исто така инспиративна расправа. Уште еднаш, значи, честитки за председателката на Клубот на жените, што се случува во незиниот мандат 20 години и ваков извештај. Ви благодарам и вам. Значи, мислам дека утре не очекува еден убав ден. Благодарам.